Театарските представи во време на глобална пандемија беа затворени. На публиката им фалеа ликовите од театарската представа, на самите актери, жанровите и публиката. Во време на глобална пандемија беа одржани само 2 представи, според протоколот за заштита од COVID-19, но како сето тоа се одрази врз театарот. Театарот токму денес е потребното место за да ја сплоти публиката, да ги отргне лошите мисли, деновите кои ги живееме, со многу хумор и позитивна енергија. Мислам дека има услови да заработа, односно се донесени протоколи со тоа што се мери температура пред влезот, се има дистанца помеѓу гледачите на преку 2 реда, преку 2 седишта, преку 1 ред, преку 2 седишта и мислам дека е доволно безбедно за да луѓето не пречено да ја гледат и да уживаат во представата. Исто на пробите се носат маски, со тоа што мораме да продолжиме да работиме и за време на пандемија. Која е идејата? Со што треба да се мотивира за да се донесе придонес за едината на театарот? Дека културата од било кога е најпотребна сега во овие моменти во време на пандемија. Сите културни работници, културни институции не треба да се откажуваат, треба да се цврсто застане, да се почитуваат протоколите и да се продолжи. Некако да нема пандемија нормално, но почитувајќи ги сите мерки, да се реализираат сите програми, сите представи да бидат на репертоар, публиката што е најважно да не се плаши, затоа што ви гарантирам дека театарските згради се многу безбедни, многу ги почитуваме ковид мерките. Покрај глобалната пандемија, сепак во театарот имаше и добиена награда од Приштина за представата Возможни светови. Како ќе се заукружи 2020 година? Покрај се, јас сум задоволен како заврши годинава. Имав 2 премиери, една во Кочани и една на приватна представа. Имав 3 фестивала, но освоивме награда. Задоволен сум сепак. Мислам дека и голем успех и на Народен театар Штип што освои, мислам дека сме од еден од ретките или единствен кој што театар освоил награда во време на пандемија во Македонија. Годинава заминува со надеж дека новата година ќе биде подобра. Остануваат да се паметат и деновите во кои наградите беа во раците на нашиве познати актери. Во 2021 година Народен театар Штип со нови предизвици и планови. Имаме одлична програма. 2021 имаме она што е за Штипјани, тоа што работи Игор Киров, тој е нашиот познат во улога на кореограф на представата Едип коментари во режија на Драгана Милошевска. Тоа е проект кој исто ќе се слави 70 години постоење на Штипскиот театар. Потоа ќе работи Никола Ристов, тој е режисерот наш од Штип, и ќе работи Боја Трифуновски. Тоа се тројца млади, современи, урбани режисери кои што гарантираат добра програма за 2021 и се надевам дека ќе ги реализираме овие 3 проекти и штипјани ќе може да видат современи 3 проекти, успешни проекти за Штипскиот театар.